Шефот на одделот за трговија и услуги во Москва изјави дека на новогодинишната ноќ ќе бидат затворени сите ресторани. Новата година ќе дојде, нема да исчезне никаде, ќе се појави на 31 декември, но за жал очигледно во нешто поскромен формат. Повеќето ресторани нема да работат ноќта, поточно не повеќето, туку сите, прецизираше шефот за трговија и услуги на рускиот главен град. Како што вели тој, исто така не е планирана забавна програма ниту во рестораните за време на новогодинишната ноќ. Во суштина, преку ден ќе може да се прослави новата година на 31 декември и 1 јануари и другите денови во сите ресторани во Москва, но не во доцните попладневни часови, додаде Немер Јук. Според него не се зборува за целосно затворање на ресторанот во руската престолнина. Европската унија нема да учествува на конференцијата за враќање на бегалците во Сирија на 11 и 12 ноември, организирана од таа земја со цел поддршка на Русија, бидејќи условите за учество во Европската унија се уште не се исполнети, изјави шефот на европска дипломатија Жозеп Борел. Сириските власти го поканија Борел како и министри за надворешни работи на неколку земји на Европската унија да учествуваат на конференцијата за враќање на бегалците. Европската комисија постигнала договор за испорака на надежната вакцина против коронавирусот на компаниите BioNTech и Pfizer. Разговорите се завршени, потврдија представници на Еврокомисијата во Брисел. За граѓаните на Европската унија најбрзо по официјалната дозвола за пуштање во употреба на располагање би требало да им биде вакцината против коронавирусот, како што објави германската новинска агенција ДПА, повикувајќи се на информација од Еврокомисијата во Брисел. Договорот со двете фармацевтски компании е готов. Веќе денеска Европската комисија има намера да го склучи договорот за испорака со производителот на вакцини во Мајнц, BioNTech и нејзиниот американски партнер Pfizer, за до 300 милиони дози на вакцини, најави претседателката на Комисијата на Европската унија Урсула фон дер Лајен. Ова е најперспективната вакцина досега, рече таа во Брисел.